слушачи, добродојдовте во уште една дебата во емисијата Отворено. Што е донесен на Македонија договорот од Пржино, потпишан минатото лето меѓу 4 политички партии со меѓународно посредништво. Што е постигнато ако 7 месеци потоцна нема консензус, нема договор меѓу политичките партии и немаат сите доверба дека изборите со кои што треба да резултира овој договор ќе бидат фер, демократски и резултатите од тие избори ќе бидат прифатени од сите. Дали договорот во овој формат, 4 политички партии и меѓународни посредници се уште има шанси да успее? Вечерва ќе зборуваме со искусни политичари кои сепак немаат пристап до преговарачките столчиња. Ова ќе биде темата на вечерашната емисија. Отворено за актуелната политичка криза со партии надвор од Пржинската четворка. Дали моделот на затворени преговори само помеѓу 4 лидери е вистинскиот за Македонија? Како до одржливи системски решенија кои што ќе спречат слична ескалација на политичка криза во иднина? Каква улога треба да имаат и граѓанското општество и меѓународната заедница? Новие теми вечерва со граѓаните дебатираат господинот Љупчо Георгиевски, председател на ВМРО Народна партија, поранешен премиер и прв председател на ВМРО ДПМН, господја Лилјана Поповска, председателка на Зелената партија Дом, пратеничка во Собранието на Република Македонија, и господинот Ивон Величковски, председател на Либералната партија, поранешен пратеник во Собранието на Република Македонија. Добро вечер, почитувани гости, добро вечер и до граѓаните во студиото кои се активни учесници во ова емисија. Договорот од Пржино беше потпишан летоска од 4 председатели на политички партии со меѓународно посредништво со цел да се извлече Македонија од политичката криза. Сосема на почетокот на ова дебата ќе ве прашам дали сметате дека по вчерашниот говор на председателот на ВМРО ДПМН тој е се уште посветен на договорот од Пржино, односно по тој говор излегоа наслови кои што велат дали Груевски преку народот во наводници го отфрла договорот од Пржино, излезе подсетување од Европската унија на Твитер, Иво Орав пишува потписниците да го поддржуваат специјалното јавно обвинителство и работата на работните групи. Како вие го коментирате говорот на премиерот, поранешниот премиер, вчера на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, господин Георгиевски? Најпрви добро вечер, поздрав за сите. Благодарам за поканата. Еден краток коментар, практично во поглед на она што вие го кажавте. За жал ние овде присутните сме навистина како повеќе наблюдувачи и како посматрачи на она што се нарекува Пржински договор. Не оти кога почнаа тие договори немавме своји идеи сите, нели како политички партии кажавме некои своји замисли, идеи како треба да биде, што да биде. Меѓутоа се надевам дека во текот на емисијата ќе има повеќе можности нели да го проанализираме. Што се однесува до конкретното прашање за вчерашниот говор, се обидов са бари да го слушам уште еднаш нели целиот говор и можам да кажам дека се работи за еден говор кој може да се нарече повеќе говор на председател на партија отколку говор на премиер, односно државнички говор. Сега не знам во таа насока дали е тоа добро или лошо за господинот Груевски, затоа што сепак тој до вчера бил и официјално премиер на Република Македонија и некако се очекува таа државничка нотка да продолжи во неговиот говор. Тој е потписник на тој договор, господин Георгиевски, не се работи само за државничка нотка, па сега не е повеќе премиер, па може да си дозволи. Дали може така да се дели улогата на Никола Груевски, затоа што објаснувањето, например, на неговата партија, на прашањето од новинарите денеска дали овој говор значи откажување на Груевски од договорот од Пржино, тие велат не, штом тој инсистира на избори на 24 април, значи тој се придржува до договорот. Значи во еден дел е така, во друг не. Не би се задржал на оние, да речеме, работи кои во медиумите се квалификувани како навреди према политичките противници, ќе се задржам само на конкретното. Очигледно на 2-3 места имаше апсолутно знаци на прашалници дали актуелната власт ќе се, односно актуелната партија на власт нели во конкретниот случај ќе се задржи на Пржинскиот договор, затоа што овие забелешки кон преговарачот Ванхојте, кон Катица Јанева, работи кои јасно и недвосмислено се потпишани и прифатени
од самата влада, меѓутоа и од самата политичка партија на ВМРО-ДПМН, јасно и недвосмислено упатуваат дека тие мора да го тоа издржат до крај. Јас во принцип сметам дека тие сигурно немаат намера да се откажуваат од тоа, меѓутоа дури да е во дневно-политички аспект ставено сето тоа, има простор за загриженост. Госпоѓа Поповска. Тоа беше секако еден импресивно организиран собир, како што ВМРО-ДПМН знае тоа да го направи. И од техничка страна собирот беше навистина многу спектакуларен. Инаку, јас би имала две забелешки. Едната забелешка е за говорот, содржината на говорот на господинот Груевски, за кој што ќе кажам малку повеќе. И втората работа е за тоа што таму немаше доволно или речиси воопшто немаше обрнато внимание на значењето на жените во нашето општество и улогата на жените во борбата за повеќе демократија, за напредок на Македонија и слично. Тоа е она што многу ми пречеше како долгогодишен борец за женски права, за унапредување на положбата на жените во општеството. Мислам дека е неприкладно на собир каде што 99,9% се жени, и тоа од унијата на жени на ВМРО-ДПМН, каде што се извонредно организирани, има извонредни едуцирани жени кои многу работат и кои многу труд имаат вложено во партијата, да не им се даде вистинско признание и значење преку говор кој што ќе им биде посветен ним и на улогата на жените во општеството. Ова е многу сериозна забелешка која што не видов нешто многу по медиумите некој да се засекира, меѓутоа мене навистина ми остави неубав печаток. Инаку за говорот на Груевски би рекла дека практично е говор предизборен, како од последната недела пред избори, со покажување многу голема сила, една поголема доза од ароганција отколку што е по мој вкус и поттикнуваше говорот поделби во општеството, поделби меѓу граѓаните на мои и немои, наши и туѓи, и тоа беше, мислам, најголемата забелешка за говорот од моја гледна точка, затоа што во себе содржаше дури и еден вид закани, па и директни закани на Клоци, кој како ќе бил истеран и што ќе му се случило и како ќе бил казнет и што која одмазда ќе му се случила. Мислам дека тие зборови, Клоци, казна, одмазда не се пригодни за говор на лидер на партијата која што е во власт, која што се бори повторно да остане во власт. Тоа не е говор. Говорот треба да биде обединувачки, а не разделувачки, и секако да се осврнам на сегментот за Пржино, со тој говор, тој како на некој начин да го потцени, не само да го потцени, како да го поништи Пржино, како да не го потпишал, како да не се согласил, затоа што практично фрлија на тема и врз специјалното јавно обвинителство и врз меѓународниот посредник Питер Ван Хојте и пошироко врз сите учесници во тие преговори. А инаку има многу што да кажам зошто би требало Пржинскиот договор поинаку да изгледа и на поинаков начин да се спроведе, но за тоа ќе зборуваме подоцна. Вашиот аспект на сосем отворено, директно. Ивон се спомна во говорот повторно и странските служби. Јас мислам дека не би се задржал на тоа како се чувствувале членките на Унијата на жени, тоа е нивна работа. Мислам дека тие сигурно имаат многу за што да размислуваат денеска. Јас повеќе би се задржал на тоа дека ова беше уште еден типичен газиместански говор на Никола Груевски. И тој пред секоја изборна кампања во принцип се обидува да постави еден таков мајлстон, што би се рекло, односно еден темелник од кој што натаму се базира нивниот вординг во кампањата. И во тој дел тој е само консеквентен, да речем, на неговиот формален пристап кон Пржино, значи тој Пржинскиот договор сигурно го почитува како хартија и гледаме од сето она што се прави во изминатиот период. Таму имате едно статистичко почитување на одредбите, со тоа што ако може да се украде некој ден, некоја недела, некој месец, многу добро му доаѓа. И затоа мислам, и тоа сум го кажал и во многу контакти со странски представници овде, дека формално Груевски ќе биде последниот што ќе се откаже од Пржинскиот договор. А искрено речено мислам дека на сите страни во еден период ќе им биде потребно да ретерираат или да
ајде да кажем, да го стават на разгледување одреден дел од самиот договор и тоа ќе го видиме во секој чекор во изминатите неколку месеци. Особено што договорот во себе има основната фалинка, тоа е бидејќи е заснуван на датумот за избори, па после се е друго. Но суштински обструкциите на договорот мислам дека ќе бидат обструкции од страна на ВМРО ДПМН до крај. Впрочем, во тоа сметам дека Груевски и ВМРО ДПМН имаат една, да ја кажеме, формално земено предност. Таа предност има што во анализите, значи кај нив е интересот да тој се исполни формално, да штиклираме. Се избрало специјално јавно обвинителство, штиклирај. Се избрало, не знам, ДИК, штиклирај. Тоа што е имало за доцнување. И тоа што се спречува функционирањето на институциите, тоа е нешто што е, така да кажеме, за нив небитно. Од друга страна, тоа ја поларизира целокупната сцена, а да потсетам дека комоцијата на Груевски е доста заснована и на пристапот на другите двајца подписници, значи исклучувајќи го СДСМ, на другите двајца подписници, ДУИ и ДПА. Ќе ве потсетам дека од ДПА беше првата проценка дека од договорот од Пржино ќе се исполни само датумот за избори и нели целиот оној пристап, односно целото на фемкање околу исполнувањето на обврските внатре од страна, така да кажеме, една логистичка поддршка на коалиционите партнери на ВМРО ДПМН. Затоа, значи, да констатирам уште еднаш, станува збор за газиместански говор кој треба да ги постави трендовите на кампањата која што Груевски ќе ја води и таа е кампања која што ќе биде заснована на многу емоции или тој ќе се обиде да ја води на многу емоции, затоа што тој успеа во една основна цел, а тоа мислам дека ја постигна со самото трансформирање и постигнување на Пржинскиот договор. Извинете што можеби влегувам во следно прашање, но само да напоменам. Мислам дека тој сакаше да постигне неколку цели и во тоа делумно успеа. Првото беше да една политичка криза ја трансформира во безбедност на Сокумановските настани, а потоа со подпишувањето на тој формат на Пржинскиот договор, една безбедносна криза да ја трансформира на крајот во меѓупартиска битка, особено помеѓу два блока, значи ВМРО ДПМН и СДСМ. Ефектите од тоа ги гледаме сега. Ние имаме договор кој што секој ден секој се прашува дали всушност постои. Особено по последната одлука, меѓутоа тоа ќе го дискутираме да им дадеме. Тука би застанал, тука би застанал затоа што мислам дека ќе граѓаните кои навистина пројавија интерес и беа предизвикани од имињата и презимињата на нашите вечерашни гости. Првото прашање го поставува Ивана Туфегич. Ивана, поведа. Добро вечер, благодарам. Се слуша. Прашањето кое што сакам да го поставам се однесува до сите тројца, односно прашањето се однесува на изборниот модел, со оглед на тоа дека вие тројца сте лидери на условно речено помали политички партии, во смисла на колку се дели од колачот во пратеници во парламентот. Зошто повеќе не инсистиравте на промена на изборниот модел со оглед на тоа дека на вам како помали политички партии тој модел не само што не ви одговара, туку тој модел е многу понеправичен во смисла на одлевањето на гласови во распределбата на пратеничките мандати во парламентот. Благодарам. Ивана, вие мислите дека ако инсистираа повеќе можеби нешто ќе се променеше, бидејќи сепак не... Па, мислам дека ако се обидеа повеќе да инсистираат, особено кај меѓународниот фактор кој што посредуваше во целиот тој процес, веројатно ќе успеа да бидат вметнати во целиот преговарачки процес, со оглед на тоа дека и ја поддржавте, ако не се лажам, сите три политички партии идејата на лидерот на опозицијата за една изборна единица, која понатаму некако исчезна во ветерот со преговарачки процес. Не верувам дека ќе се согласат нашите гости дека тоа беше идеја на лидерот на опозицијата. Тие се нели подосна кажаа дека не би имале против нешто такво, меѓутоа навистина дали направивте според вас се што можете да ги објасните придобивките кои што би ги добило воопштество со тие отворени листи и со поинаков изборен модел? Јоргиевски. Да. Па, значи сметам дека не се лажам ако кажам дека сите три политички партии и многу други што беа нели ситни партии инсистиравме на Македонија да биде една изборна единица. И тоа многу порано пред Социјалдемократскиот сојуз да го постави тоа прашање. Напротив, ние неколку години изборуваме за тоа, меѓутоа мислам дека и другите политички партии изборуваат за тоа. И во таа насока мене ми е жал што Социјалдемократскиот сојуз не успеа да го вметне
Тоа прашање како основа на Пржинскиот договор и тоа во основите кога се потпишуваше договорот, значи Македонија како еден од главните услови Македонија да биде една изборна единица. Малку подоцна кога се обидува да го стават тоа на маса, некако им беше отфрлено како прашање кое е второстепено и може да помине вака или така. Меѓутоа, како што минува времето и како што се движат работите, јас сметам дека на сите заинтересирани за вистинска демократизација граѓани во Македонија ќе им созрева мислата дека моделот за кој ние се боревме, Македонија една изборна единица без долен праг, затоа што Македонија може да биде една изборна единица, па да стават 5% и повторно не добивате ништо. Значи ние зборуваме за еден модел, ако не се лажам, во Холандија го има. И не само таму. И не само таму. Значи, сметам дека ќе се добиеше онаа што практично никој не може да го даде на демократизацијата. Ќе се мотивира најголем дел од политичките партии да одат сами на изборите. Ако на тоа се додадеше изголемување на финансиските средства кои ги добиваат, затоа што денеска партиите, средствата кои ги добиваат на избори се буквално смешни, и да речеме во текот на годината не може да се покриете ни трошоците за струја ни за вода, а тоа повторно му одговара на некој што е најголем, кој не живее од парите кои ги добива од буџетот, туку живее од некои други пари што ги прави, нели? Значи ние ќе имавме една мотивација и јас сум сигурен дека ние нови избори ќе го имавме вистинскиот процвет на македонската демократија. Ќе имавме мотивација барем на 2-3 ромски партии, да речеме јас сум сигурен дека некои структури на граѓани или на малцинства не се ни свесни каква сила има. Да речеме, пред се тука станува збор за ромите. Јас сум сигурен дека ако да речеме ромите одат со собствена политичка партија на Македонија една изборна единица без долен праг, тие може да очекуваат 4 до 5 пратенички места, што може да ги направи една од посериозните политички фактори во Македонија. Меѓутоа, ромските партии, благодарејќи на нивните раководства, доброволно се откажуваат од моќите што ја имаат во Македонија. Истото се однесува, да речеме, на турските партии, на македонците муслимани, на бошњаците во Република Македонија. Сите тие се структури кои на тој начин ќе се дадеше право едноставно да се изборат. Да не зборуваме за интересните групи. Но направивте ли вие се да му дадете гласност на ова прашање? Па јас мислам дека направивме. Не знам, тука се и колегите од другите политички партии. Мислам дека ние поштено се испотивме околу ова прашање, меѓутоа некако останавме како глас. Вие во првото гостување во Отворено, вие бевте тука токму кога се уште не се знаеше на кој изборен модел ќе се оди. Минатата година, да. Зборувавме за ова. Дали мислите дека можеби ќе созрее времето понатаму да произлезе тоа како барање од граѓаните? Тоа веќе произлезе како барање од граѓаните, меѓутоа не се испочитува. Можеби тука на рака им одеше и кризата на 4 партии, па некако го прескокна ова барање, затоа што се постави, односно наметна поголеми прашања, под наводници поголеми прашања како побитни, и ова прашање остана во сенка. Инаку, како дом можам да кажам дека од 2013 година фативме кампања за една изборна единица со отворени листи и со 50% мажи и жени на листите. Токму затоа и на локалните избори, кога настапивме сами и освоивме 25.000 гласови, ние отидовме со 50% учество на мажи и жени на листите и покажавме дека тоа е возможно, не е проблем, и сигурна сум дека за сите партии тоа би било изводливо. Инаку, уште пред повеќе години, кога Ендија ја отвори тема и една дебата за отворени листи, ние бевме меѓу неколкуте партии кои што тогаш ги поддржаат тој модел за отворени листи. Јас како пратеник не знам колку пати на секое дебатирање за изборниот законник во парламентот сум зборувала за една изборна единица и отворени листи. Но конкретно во овој период околу Пржино, значи прво предложивме заедно со колегата Павле Трајанов од Демократски сојуз, предложивме закон, измена на изборниот законник со една изборна единица, па тој го лобиравме, па цела дебата се отвори, пак сите практично политички партии, освен
тие 3-4 поголеми условно кажано, сите го поддржаа и тој закон тогаш беше одбиен, меѓутоа во продолжение продолживме да работиме. Штом беше потпишан Пржинскиот договор, Дом излезе со став дека генерално го поддржува како рамка која што ќе даде можност за една мирна разврска на кризата, меѓутоа бара да биде вклучен заедно со другите политички партии и граѓанскиот сектор во преговорите за да се добие една цела демократска слика. Тоа остана глува, потоа се здруживме 4 политички партии, па напишавме писмо до амбасадорите, така што тој одговор, господи, токму до вас, се обративме до амбасадорите и побаравме да бидеме вклучени и ние и другите партии и граѓанскиот сектор. Значи во име на сите не се ограничивме нели ексклузивно на тие што бевме подписници, меѓутоа не добивме одговор. Значи направивме се што можеше да се направи со лобирање на емисии на медиуми. Многу добра поддршка се доби за овие идеи од медиумите. Сите вие како представници од медиумите всушност ги поддржавте и граѓанскиот сектор недвосмислено го поддржа тоа и добро е што СДСМ официјално побара на преговорите една изборна единица, меѓутоа потоа во одговор доби и добивме сите предлози за враќање на мнозински изборен модел, па бонус од 15 пратеници, па што се не, така што на некој начин из една вака да речем еден шегобиен мангупски начин практично беше вака со опачината на раката да не речам отфрлена идејата за една изборна единица, а инаку за буџетот само и на тоа да се надоврзам, господинот Георгиевски многу добро забележа, навистина и тоа е поврзано и со буџетот и со желбата да се доминира со буџетските средства, затоа што годишно партиите добиваат, ако не се лажам, 0,012% од буџетот како ставка. Имам предложено и амандман за тоа, за дуплирање макар на таа ставка, што повторно би било 0,06 се извинувам, а барав да биде 0,12%. Простете, толку се ситни овие дробни овие бројки, па човек може дури да ги сгреши во изговорот, меѓутоа и тој амандман беше одбиен. Тоа е тоа, значи ќе треба борба и на крај одговор да верувам дека еден ден за ова ќе се избориме, затоа што тоа и треба на Македонија, една изборна единица со отворени листи и дај Боже со еднаков број мажи и жени. Можеше да реши многу прашања тоа решение, меѓутоа има уште доста од областа на демократијата кои што ќе се решаваат во оваа држава, па веројатно ќе дојдеме еден ден до моментот кога ќе се сослушаат граѓаните што нив повеќе им одговари, кога ќе се работи на вистина во нивен интерес. Не бидат уважала повеќе, јас ви благодарам на прашањето. Сакам да појаснам неколку работи. Имате многу суштинско прашање, бидејќи изборниот модел во Македонија е избор на кризата. Изборниот модел произведува големи коалиции во кои доминира една голема партија и останатите се сателити. Впрочем, зошто за нас пристапот уште од платформата што ја донесовме во 2014, имавме 3 решенија кои што требаше да бидат излез од кризава. Концентрациона влада, што треба меѓу другото да го промени изборниот модел и не само да го прочисти избирачкиот список, туку да спроведе попис. Значи, едно прашање што изборниот модел не го решава во Македонија е вистинското представување на граѓаните согласно сите нивни граѓански и колективни права. Поправичен модел од една изборна единица, наш предлог беше со долен праг 3%, нема. Но еве да поставете се сега и од аспектот на меѓународна заедница. Викнати сте овде, 4 поглавици си играат овде голема игра, се караат нешто. И одеднаш сега вие треба да решавате политичка, безбедносна криза. Тие ве викаат, ама во исто време викаат ако може да не доаѓате многу, да не ни се мешате. Пржинскиот договор веројатно постави, ова го имам кажано исто така и пред представници на дипломатскиот корп, затоа можем да го споделам и со вас. Стави еден договор од под маса, го извади и го стави на маса. Не можем да кажем премногу успешно, но да дадеме шанса да видиме што може да се направи плюс. Зошто зборувавме концентрацијоната влада? Вие денес имате политичка влада која е еден вид на хибрид. Натаму, 6 изборни единици се производ како изборен модел во 2002 е воведен заради создавањето токму на големи изборни коалиции, заради спроведување на крупни зафати кои произлегуваа од рамковниот договор и неговата имплементација.
Денеска Македонија е помалку демократска, помалку функционална, токму заради тоа што таквиот изборен модел на големи партии и коалиции всушност го стимулира клиентелизмот. А тој клиентелизам денеска е се присутен. Не само во политиката со меници и слично, туку е присутен во економијата, каде државата ви е најголемиот нарачател на добри услуги, каде што буџетот практично ги контролира сите финансиски текови, каде што приватна иницијатива во мал пазар не можете многу да остварите. Но еве се да се изборуваме исто така отворено. Освен жалопојките, ние можеме да пристапиме кон нешто друго. А тоа е принципијалното држање до ваквите барања, кои што во 2009, значи токму благодарение на НДА ги имаме јавно кажано и кои би биле пречка и за во соработка со одредени политички партии, кои големи, кои не сакале да слушнат за отворени листи, кои не затоа што така го контролира составот на листата, кои не сакале да чујат за една изборна единица затоа што тоа е начинот за пазар не само меѓу две поголеми партии, туку и за меѓу етнички, така да го наречеме пазар. И тоа е она што всушност граѓанското општество во Македонија го уништува, ја деперсонализира политиката, односно ги деперсонализира политичките чинители, бидејќи имате извршители во собрание кои што го стискаат копчето. А на тој начин демократијата е дерогирана 10 години и повеќе од тоа. Сега, оваа криза има една само позитивност, што на површина ги вади сите дисфункционалности на Македонија како држава. И од тие причини, кога зборувавме и за нашата потреба, значи како либерална партија имаме објавена платформа во која стои се. И сега нема потреба да ги да навлегувам во детали за да имаме време токму за ваков тип на прашања и токму за клучните прашања. Но ако ние имаме потреба од промена на политичкиот изборниот модел, ние мораме да бидеме подготвени дека треба да ги оспособиме и институциите како да ги вршат неопходните задачи, она за што постојат. Сега, за каков тип на институции ние денеска можеме да зборуваме, кога де факто транзициониот период, кој е првиот заклучок што треба да произлезе од Пржинскиот договор, овдека е изменаџиран, издемфуван, обландиран ако сакате, со тековната пржинска влада. Тоа е невозможно да го направите, заради тоа што нема од една страна политички капацитет, од друга страна политичка желба. Сега се помалку нели има и време, па сите грицкаме ногти дали Пржинскиот договор ќе се спроведе, дали ќе се направи регулација на медиуми, какво ќе биде прочистувањето на избирачкиот список. Ние како држава го промашивме транзициониот период кој што беше неопходно да се оствари, но не во договорот четворица, туку токму со имплементирање на забелешките и со внесување на граѓанскиот сектор. Јас лично ќе бев многу посреќен доколку видев министри експерти во владата, предложени од политички партии. Тоа е неопходно. Дали можеби политички ликови, но тие требаше да имаат политичка поддршка, јасно декларирана во собранието, некој да преземе одговорност за промена, не само да бара одговорност од другиот. И во исто време имавме неопходност да дојдеме до тоа како да не ни се повтори кризата. Овој изборен модел, клиентелизмот во политиката и економијата, ќе ги затегнува и меѓуетничките и општествените односи. На крајот ќе биде извор на нова криза, која ќе биде и потешка. Денеска имаме еден влог на меѓународната заедница повторно да гаси пожар. Ама ние имаме доста пиромански политичари во Македонија и не знам колку тоа ќе успее. Ќе бидеме малку по-концизни во одговорите, понатаму за да слушнеме што повеќе прашања. Стефан Басев е следниот кој поставува прашање. Стефан, повели. Моето прашање е до поранешниот премиер на Република Македонија, како предводник на влада, колку ќе се продлабочи кризата, доколку ВМРО ДПМН одлучи сепак на 24 април да излезе сам на избори без опозицијата. Значи, она што можем да ви го кажам сега од врз база на искуство, не врз база на информации, е следново. Многу важен фактор е ставот на меѓународната заедница во досегашната состојба, а ставот на меѓународната заедница, според она што можевме да го видиме последните неколку дена, беше следен. И од страна на Европската Унија преку нивниот преговарач главен овде во Македонија, и од страна на Американската амбасада јасно беше ставено до знаење дека во Македонија треба да има избори. Нормално при тоа се додаваат да бидат и максимално фери, регуларни и со сето онаа што е договорено од Пржинскиот договор. Значи, онаа што го очекувам до 24 е да има притисок и на двете страни. Притисок врз СДСМ сепак да излезат на избори. На 24? Да.
и притисок врз ВМРО ДПМН да направи се што може да направи во тој контекст да има фер и демократски избори. Значи, притисокот треба да го очекуваат и двете страни. Нема ни една страна да биде таа што ќе се пофали дека е галена во целата ситуација, затоа што сепак има еден договор и меѓународната заедница стои за тој договор. И они ќе се обидат од своја страна тој договор да го испочитуваат максимално до крај. Сега, што ќе се случи? Што ќе се случи ако сепак СДСМ реши да не оди на избори? Во овој момент не знам што значи сепак овој зелен пас што е даден да има избори во Република Македонија. Меѓутоа, дури изборите да добијат некаква меѓународна легитимност без СДСМ како опозиција, едно е јасно, Македонија нема да мрдне нигде во идните 4 години, затоа што повеќе од јасно е дека политиката на Европската Унија, а и на НАТО е земјите која што нема остварување на вистинска демократија, тоа е да има и власт и опозиција, тоа го гледавме во Албанија, едноставно стои статус кво. Така што ние и така изгубивме многу време на нашиот пат на евроатлантската интеграција и ако ни се случи да имаме избори без опозицијата, треба да очекуваме како најблага можна варијанта е 4 години да не мрдаме нигде и да стоиме на исто место. Сега, не знам, мислам дека одговорноста е и на двете страни да најдат еден заеднички јазик, да ги надминат проблемите и сепак да одат на изборите 20 на 24. Но беа пробиени роковите околу сите закони кои што ги носеа. Дали вие мислите дека на 24 април треба да се излезе без регулација на медиумите и без прочистен избирачки список? Онаков каков што е, пустец и така натаму. Значи, повторно ќе ви го кажам она што практично се потпира на претходниот договор. Значи, тука имаме ние и сведоци од меѓународната заедница. Тука е овој директниот преговарач Ван Хојте, тука е директно комесарот за проширување Хан, и тие има амбасадори, и тие се тие веродостојните практично луѓе кои треба да толкуваат, треба да ни протолкуваат дали договорот е исполнет до крај или не е исполнет до крај. Значи, според она што до сега го слушаме, според нивните информации, значи, очигледно еден голем дел од тој договор е исполнет. Зошто инаку би дале зелено светло, сепак работите се движат кон изборите. Сега, вториот дел, што е сега многу конкретен. Значи, сега се запна работата на избирачките списоци. Значи, јас апсолутно можам да ви кажам, ако дека некој е оштетен од тие избирачки списоци, тоа се повторно малите партии и ние, да речеме, како политичка партија. Меѓутоа, има една работа која не можам баш да ја прифатам до крај. Значи, сега, имаме СДСМ кој го спори избирачкиот список и разговара за тој избирачки список како да се подобри. Меѓутоа, јас не можам да не го поставам прашањето. Социјалдемократскиот сојуз 3 мандати наназад имаше своји председатели на ДИК. Значи, скоро 10 години има председатели на ДИК. 10 години на сите избори, општинските комитети на СДСМ ги добиваат избирачките списоци, како што и ние ги добиваме. Значи, јас не очекувам од една толку голема политичка партија дека сега доправа треба да почнува да ги прави чистењата на изборичките листи. Јас апсолутно сметам дека една организирана политичка партија досега морало 100 пати да ги има сите вишоци на места каде што едноставно сметаат дека некои луѓе се дополнети, умрени, излезени во странство, непријавени и сето она што значи вишок на листи. Мислите дека требало да ја завршат сами претходно работата, па сега побрзо да оди прочистувањето, бидејќи... Значи, што ќе ви кажам, до 98 година во Македонија воопшто немаше значи опозицијата воопшто немаше избирачки списоци. Прв пат кога добивме избирачки списоци, ние како опозиција ги победивме СДСМ 98 година. Значи, од 90 до 98 година опозицијата немаше право на избирачки список. Сега што сакам да ви кажам? 98 година ние како општински комитети на ВМРО ДПМН тогашно, нели? Мислам дека за 15 дена успеавме цела Македонија тогашна да ја преореме и да видиме што е соодветно и што не е соодветно на избирачките списоци.
Значи, истото им го препорачувам и на СДСМ, ако до сега, значи, не го направиле тоа, значи, например, јас се сеќавам на изборите локалните избори кога беа 2011 година, кога бевме 13-та. Ние во Гази Баба на председател на ДИК Кондарко му дадовме барем 50 имења кои што ги оценивме дека се вишок на листите. Тие не мрднаа со малото прсте да направат нешто во тој поглед. Значи, има една инертност тука во Социјалдемократскиот сојуз, едноставно таа работа мора сами да си ја завршат. Добро, значи, господин Георгиевски. Значи, што ми е поентата? Значи, сега имаме дискусија. Од каде ќе се земаат? Од МВР, од комунално, од водовод и сето тоа. Значи, е во ред. Меѓутоа има една друга работа и ја давам како инспирација. Сите општински комитети на СДСМ, сите местни комитети ги имаат избирачките списоци од последните избори. Нека седнат, нека ги разгледаат листите, 24 часа на терен, самите тие може да ги утврдат и после само да ги брешат и да ги чистат. Значи, што ми е поентата? Додека се разговара, не треба да седат со скрстени раце, туку дневно да работат и да ги чистат тие листи. Инаку јас исто го споделувам мислењето општо што важи дека овој избирачки список е пренатрупан и дека тука барем има минимум 100.000 луѓе кои се вишок, ако не и повеќе. Не е само избирачкиот список, туку се и медиумите што воопшто не се мрднати работите тука подолго време. Би сакала коментари од вас двајца околу тоа што се повторува како една теза, ако можам така да ја кажам, дека најверојатно ВМРО инсистира на 24 април за да се стигне до некој датум почеток на јуни, односно да не се одложува дури до септември целата оваа работа, а сепак да се направи тој компромис, односно да се побркаат роковите и да се успее нешто да се исполни од она што е поставено како задача во Пржинскиот договор. Можете и вие накратко, значи дали сепак мислите дека има шанси во јуни да се одржат изборите за да се постигне тој компромис, да не се оди вака на нож? Па, јас лично сметам дека бидејќи притисокот ќе биде на двете страни, компромисот ќе биде токму во тоа помистување на изборите максимум до месец дена. Максимум до месец дена и 5 јуни, не знам колку време е. Месец дена е мај, значи... Да. Па, да речеме и 5 јуни нека биде, затоа што некој го проигра тој термин. Меѓутоа, лично сметам дека меѓународната заедница за себе има еден документ кој е подпишан од сите 4 страни и сметете дека тие формално ќе држат до тоа. Сум имал неколку пати сум имал работа со подпишани договори и знам дека меѓународната заедница едноставно сака да го истера тоа што стоела таа кога некој го подпишал. Така што и двете страни нека бидат спремни на притисок. Но подпишано и таму до кога требаше ДИК да се оформи и така натаму, па не се случи од тој аспект, Лила? Да, меѓународната заедница е важна, апсолутно, меѓутоа важни се и граѓаните. А јавното мнение кај граѓаните е такво дека не сака да оди на избори и да ги прифати за легитимни ако не се испочитуваат процедурите за прочистување на списоците и за регулирање на медиумската сфера. Да не заборавиме дека до Пржинскиот договор не дојде по барање на странците и на меѓународната заедница, туку по барање на граѓаните. Граѓаните со својот револт, со своите протести беа тие кои што доведоа до потреба да се седне на маса и да се преговара, инаку владеачките партии нема ниту намера, ниту желба да одат на предвремени избори, тоа го бараше опозицијата. И апсолутно сметам дека не би биле легитимни избори без најголемиот опозицијски блок и не би било во ред и ние други што сме од опозиција да одиме на избори ако тој голем блок не биде присутен. Затоа што во тој случај тоа би биле фингирани избори, фингирана демократија всушност би била при непрочистена состојба за која што не би знаеле едноставно што вистински сме добиле и што би требало да добиеме. И уште една работа, мислам дека е многу важно да се знае дека треба да се оди со аргументи, треба да се засукаат први ракави, тука се согласувам со колегата Георгиевски дека не треба да се губи време, затоа баш и разговаравме пред ова емисија, дека секој момент треба да се исползува за да се работи на исполнување на она што е потребно за нормални и фер избори, независно дали формално течат или не течат преговорите. Не треба да се изгуби ни еден момент. Има моменти каде што и состојби каде што ти треба одредена институционална рамка, а некој од
владеачките партии ја кочи, тоа е точно, но оние работи што можеш да ги направиш, треба да ги правиш. Значи, треба да се работи теренски, да не се губи време. Второ, треба да се лобира кај меѓународната заедница, да се укаже дека ваквите избори без легитимитет од поголемиот дел опозициони граѓани нема да доведат до стабилизација и она што е целта на меѓународната заедница, побрза стабилизација на Македонија во очи на бегалската криза, нова пролетна, во очи на најавена финансиска криза и ред други проблеми што си ги имаат во Европската унија, сите тие забрзувања нивни нема да доведат до стабилизација на Македонија, затоа што токму тие граѓани што и изнудија да има пржински договор, да има предвремени избори, тие нема да се задоволат со било какви избори. Значи, ќе имаме повторна дестабилизација и нови проблеми и за меѓународните актери. Јас се надевам дека меѓународните актери по консултациите што ќе ги направат со сите субјекти во тој договор ќе увидат дека сепак треба да се помести, а поместување за месец и пол нема ништо страшно да биде и можат да се фатат, да ви одговорам и директно на прашањето, можат да се фатат роковите и за собирот на европски министри, на кои што би можеле да добиеме датум за преговори конечно по толку години блокади и исто така можеме да го фатиме летниот самит во Варшава на НАТО, каде што би можеле исто така конечно по сите блокади да влеземе во едно нормално членство, каде што сега ни виси. Да, го имате, ама ќе ви го дадеме кога тоа и тоа ќе го реши. Мислам дека и меѓународната заедница е свесна дека ова оставање на Македонија надвор од овие меѓународни асоциации беше многу битна причина за дестабилизација на Македонија и за развој на некои недемократски движења и процеси кои што се регресивни во основа, затоа што доколку бевме во процесот и европски и атлантски на еден нормален начин, мислам дека сите работи поинаку ќе беа само стапчиња без ни едно морковче не оди. Мислам дека за тоа се сите свесни и очекувам сепак позитивен развој и реалистичен пристап во работиве и едно благо одложување на изборите до јуни. Иван, што очекувате вие од посетата на Хан, например, сега која што прво се надевам дека нема да бидам вака краток, туку дека ќе бидам опростен. Втора работа, мислам дека не треба да глумиме наивност. Прво, тоа кажувам неколку пати, прво би сакал да потсетам дека ние граѓаните на Република Македонија не го баравме Пржинскиот договор. Пржинскиот договор е барање на 4 партии. И тој е најден како форма во која што меѓународната заедница влегува, гарантира, средува нешто, онака како што бараат политичките актери. Втор дел, бидејќи денеска немаме присутно тука, значи учесник од СДСМ, јас не би сакал да натаму да ги наведувам критики, тоа што тоа го правам кога имам соговорник од таа партија. Зошто сметам дека прочистувањето на избирачкиот список треба да го адресираме на институциите. Целта на Пржинскиот договор, која прифатија 4 потписници, беше кризата да се решава институционално. Тоа значи дека вие сега институционалниот капацитет мора да го ставите на тест и мора да се исполни еднаш за промена. Потсетувам дека таа меѓународна заедница која ние гледаме како некој баук. Во принцип, значи кога зборуваме и Хан го споменавте. Јас лично не верувам дека Хан овде доаѓа со собствена агенда. Тој реферира некаде, нели, во Европската комисија. Нивните ставови, да речеме, овдека се, ако забележувате, и адаптирани и од страна на сите оние европратеници кои ќе дојдат. Еден ќе даде една изјава, друг ќе даде друга, малку поинаква изјава, но на крајот сумираното од Хан оди како финален став. Потсетувам дека во Западниот Балкан практично во тек се проекти. И ние имаме прашања кои што не се однесуваат и кои што треба јавно да ги кажеме пред граѓаните, бидејќи нели емисијата е отворена. Па не се единствените проекти или составен дел на тие проекти, има и други прашања. Значи пред нас се и доста горливи прашања, како што се прашањето од нашето меѓународно позиционирање, кое е условено со решавање на одредени спорови. И тоа нема да биде само спорот со Грција, туку ќе бидат отворени сите отворени прашања со соседите, а Македонија, потсетувам, има 5 соседи. Добро, барем со некој од нив ги имаме отворените прашања. Натаму, регионалниот процес, односно пристапот на Европската унија и на Соединетите американски држави, ако сакате, во Западниот Балкан се води од потребата на решавање на долгогодишните спорови меѓу сите земји тука,
но и од фактот што денеска Европа е изложена на притисокот на бегалската криза. Ама сите се свесни дека точката каде што дел од решението ќе биде постигнато и значаен дел ќе биде токму во овој регион. И Македонија како составен дел од регионот нема зошто да се лажеме, че има значајна позиција во решавањето на тие проблеми. Ако сакаме да зборуваме за решавање на некои од прашањата, јас неколку пати го имам тоа кажано и го имам кажано и во средба со ОПСЕ. Сакате да го решиме проблемот на тоа кој излегол на гласање, што може да елиминира и дел од проблемите на избирачкиот список. Регистрација со отисок на прст, односно гласање со отисок на прст. Не face recognition или некои science fiction, така да ги наречам проекти. Ако вие врзете базата со излегување на гласање, вие имате еден отисок на прст. 4 пати не може да гласат со вашиот отисок, освен ако не го пресечете прстот. А не верувам дека дури и членовите на ВМРО ДПМН за својот пастир тоа би го направиле. Затоа има решение ако се сака да се најдат. Но да го поставуваме само тоа дека партиите треба да го прочистуваат списокот, нема да се согласам. Да, дел и партиите. Секој од нас, сите партии. Но ако сакаме да бидеме прецизни, ние имаме многу повеќе проблеми само од овој проблем, или само од регулацијата на медиумите, или само од тоа дали специјалниот јавен обвинител ќе има доволно простор, можности да функционира без закани, без да бара телохранители и слично. Проблемот е што сите тие прашања се внатре во едно. И ако е сето тоа така, сите ние мораме да го помогнеме тој институционален капацитет заради тоа што тоа е договорот. И да бидеме спремни, ако било кој од тие аспекти не успее, а договорот е втемелен, подсетувам на датумот за избори, како појдовен момент, тогаш ќе мораме да бидеме подготвени за оно што го зборувавме. Дали модификации на таа концентрациона влада што ја зборевме, дали таа ќе дојде после изборите. Тоа се хипотези кои што денеска многу гласно ги слушаме. И доколку што очекувам од посетата на Хан да не излезе дека не го одговарам тоа прашање, искрено речено мислам дека како и за се до сега ќе се преговара и разговара се со она досегашна драматика и една вечер во 12:30 или во 3:30 наутро ќе разбереме дека одреден договор е постигнат. При тоа ќе имаме вакви движења напред, движења назад, не сакам да лицитирам со датуми, но она во што сум сигурен дека изборите ќе бидат со сите учесници. И дека притисокот на гарантите на договорот ќе биде насочен во таа насока. Се надам бев доволно конкретен. Да. Снежана, бевте спомната, само кусове молам за да молам, сосем кусо, мислам дека немаше потреба да се прилепува еве вака одредена формулација дека некој тука глуми наивност, некој тука не глуми, најмалку наивност. Сите сме ние доволно искусни и нема потреба од такви коментари. Мислам дека добрата волја и заложби за решавање не треба да значат дека некој глуми наивност. Не сакам само јас да останам на критики и на кажување на проблемите, туку на барање излези. А како што на крајот завршивте, колега, мислам дека и немавме толку различни ставови во исходот на севова, дека како и да е, на крајот завршивте со тоа дека на изборите нема да се оди без учество на сите актери, така што тука се согласуваме. Бидејќи не било тоа насочено кон вас, значи не беше насочено, ама ако сте се забелешката е бидејќи не се препознавме најмалку туку. Не било на мене дали пржино произлегло од граѓаните или не мислев и пржино апсолутно произлезе од граѓаните, тоа со тоа сакам да завршам. Произлезе од граѓаните затоа што 4 партии на крај паметне им беше да седнат да преговараат, посебно на двете партии кои што беа во владата и велеа дека не сакаат ни да чујат за предвремени избори. Но поради притисокот на граѓаните од улиците, мора на крајот да прифатат да седнат. Дали тоа ќе се викаше пржино или некако поинаку или кој ќе беше форматот, тоа се веќе техникали. Меѓутоа, граѓаните издействуваа предвремени избори. На тоа сакам посебно да инсистирам и тоа ми беше целта на репликата. Ќе се задржам на конкретната проблематика. Мислам дека не смееме да заборавиме дека, ако не се лажам, Хан и уште неколку амбасадори директно гарантираа дека тие даваат гаранција дека ќе има фери демократски избори во Република Македонија, што сметам дека треба да биде дополнително охрабрување на опозицијата во таа насока и не треба да се подценува дека е тоа така. Второ, околу самиот систем на гласање, не смееме да заборавиме, ме подсети господинот Иван Величковски, затоа што беше тоа наш конкретен став уште во
почетокот на преговорите во Пржино, кај што рековме дека СДСМ мора повеќе да се задржи на системот на демократизација, отколку на прашањето кога министерот за внатрешни или министерот за социјална политика ќе си даде оставка. А тогаш мислам дека изгубија златно време за буквалното гарантирање на тој систем на промени за кои ние зборувавме. И само ќе потсетам дека оваа идеја, тој е практично косовскиот модел, што го каже господинот Ивон. Значи, ако на Косово имаме ние систем, кај што граѓаните на Косово гласаат со отпечаток на прст, зошто тоа не можеше да се изведе во Македонија? Ево, соседна Бугарија сега воведуваат исто така електронско гласење, кај што луѓето ќе гласаат исто на електронски начин. Значи, ако околу нас веќе соседите гласаат електронски, дајте ние тоа да го воведеме по брза постапка, тогаш нема ни да ни требаат избирачки списоци. Секој го решава за тоа што има само еден глас, толку е, нема повеќе, еден прст има. Околу првата ваша теза, само има методи. Велите дека треба опозицијата да се утеши со тоа што, односно да верува на убедувањето од меѓународната заедница дека ќе направат се изборите да бидат фер, меѓутоа тоа што тие може да го направат е на денот на изборите да имаат наблюдувачи, нели? Дали не е по демократски пригодно, како да речам, да се почека на ставот на Државната изборна комисија, ако може од таму да произлезе еден заеднички издржан став, дали на вистина имаме ние доволно време да се прочисти избирачкиот список? Не, апсолутно, и тоа е добро во целата ситуација. Мојата поента ми е само дека фери демократски избори може да се направат и со комплетно заобиколување на избирачките списоци. Значи, ако го введете тој систем на Косово со гласење со отпечаток од прст, значи на вас не ви ни треба избирачки список. Меѓутоа, она што ми е поентата, што ми е поглавната поента, значи, едноставно и двете политички партии треба да очекуваат многу силни притисоци на попуштање и одење кон избори. Значи, патот по кој се тргна, значи, ние мораме да разбереме која е логиката на меѓународната заедница. Значи, се направи војна во Ирак, првиот ден кога се потпиша договорот за примирие во Ирак, беше определен датумот на првите слободни избори. Се направи војна во Афганистан, кога се потпиша примирието или капитулацијата, беше определен датумот на изборите. Во Либија беше онаа граѓанска војна и криза, првото што се направи е датумот на изборите. И сите кризи што ги гледавме, значи, тоа е практично шема по која функционира меѓународната заедница. Не е тоа нешто што е специјално за Македонија направено. И ако се сеќавате и за македонскиот случај, значи, прво ќе потсетам за нашата криза 2001 година, кога доаѓа Џорџ Робинсон и Харивер Солана. Значи, една од првите работи, пред да разговараме за самиот Охридски договор, беше кога ќе биде датумот на предвремените избори, затоа што имаме војна криза во државата и, значи, кризата во очите на меѓународната заедница се завршува со највисокиот чин на демократијата, тоа е избори. И затоа ние сега да не сметаме дека нешто тоа специјално на Македонија и го прават. Тоа е шемата по која функционира меѓународната заедница. И конечно, и тука ќе ве потсетам во најновијата криза во Македонска, најпрво што се определи во оној прв договор на Пржино беше датумот на изборите. И се согласија политичките партии. Значи, сега да не ги обвинуваме меѓународната заедница дека прави нешто што не знам сака на некој да му подметне или вака или така. Тие ќе инсистираат на тие. Да. Они, значи, на тоа гледаат како завршување на една епизода и поминување во втора фаза. Што ќе биде во втората фаза, многу често гледаме и во Афганистан, и во Ирак, и во Либија, не е идеално тоа што се случува, меѓутоа секаде сме имале некакви демократски избори. Значи, и тоа сега што ни го нудат како нас, е значи една шема по која тие се функционираат. И мислам дека веќе нема бегање од тоа и затоа сметам дека политичките партии треба да се концентрираат што може да поправат од едната и од другата страна и да се убедат нели во период од некаков месец дена плюс да дојдат до заеднички договор. Снежана Тодорова и Бранислав Стојановски ќе ги слушнеме. Ова го правиме за да збиеме, да слушнеме уште неколку прашања. Повели Снежа. Добар вечер, поздрав до гостите. Јас разбирам дека третата опција сега можеби не е на маса, но прашањето значи се однесува до сите кои мислат дека е начинот да се консолидираат сите како група која што не е во власт и да се изнајде пат до додаѓање до што е можно поголем степен на демократија, затоа што понатаму демократијата ќе биде начин и основа за решавање на сите други проблеми. Значи да не се
концентрираат на трета опција, на други, трети ситници, уствари тука кај нас нема ситници, туку да се некако изнајде начин да се обединат сите што не се во власт, за да може да се дојде до демократија, а понатаму тоа да биде основа за решавање и на другите проблеми. Бранислав? Прашањето се однесува на тројцата гости. Значи, дали ова правото време за предвремени, за предизборни меѓуетнички коалиции со оглед на тоа што нели на сите претходни избори коалициите се формирале по изборите, значи дали ова нормално и дали е право време за вакви коалиции. И меѓуетнички велите коалиции, предизбори меѓуетнички. Значи, едното прашање се однесува на окрупнувањето, ако ве разбрав добро, на помалите партии, таков настап, а другото за предизборни меѓуетнички коалиции. Кој сака нека одговори прв? Сакате да бидеме джентлмени или сакате поредоследно? Велете вие. Добро. На двете прашања би одговорил со да и со да. Не е политички, затоа што во принцип се вели може во политиката. Но овие времења бараат да бидеме доста прецизни. Да, потребно е организирање, но тоа организирање секогаш мора да биде засновано на јасна и препознатлива платформа. Кои се целите, што се сака да се постигне во кој рок. Всушност, ние имаме секогаш на располагање на алтернативна варијанта доколку некој процес не успее во овој период. Но мислам дека за неа денеска не треба да трошиме време, затоа што времето ќе покаже дали изборите ќе бидат до летото и после тоа ќе се види всушност кој ќе биде епилогот. Во таа смисла, нема да има решавање на кризата без изборен епилог, а нема да има изборен епилог неопходен доколку не постои партнерство не само на мултиетничка основа, туку е потребно да таа биде во партнерство со граѓаните, односно со граѓански организации, движења и слично. Либералната партија го упати тој повик и тоа не го криеме. При тоа не е поентата да се крсти блокот, дали ќе биде трет, четврти и слично. Не. Значи, ако реално гледаме, ние денеска имаме еден блок со, така да кажеме, со мали диференцијации. Големата четврка практично ја покажа нефункционалноста на класичното досегашно организирање. Тоа не значи дека нема основа за да се променат работите кон подобро. Но од друга страна, потсетувам и на огромниот ризик. Ако се прават само коалиции колку тие да изгледаат така да кажам изборно секси, односно да изгледаат прифатливи за граѓаните, па тоа е нешто мултикулти и така натаму, тука ќе се направи голема грешка. Зошто ова го велам? Затоа што досега цело време граѓанските организации беа како на копче. Стисни, ајде граѓанските организации правиме протести. После тоа не, граѓанските организации нека се тргнат на страна, таа платформа сега тие нека си ја следат, ама во влада ќе се оди, па сега тука да не ги мешаме граѓаните. Да е ова нормален, да беше овој досегашен период нормален, значи ние ниту ќе имавме криза, ниту ќе имавме избори во 2014 какви што имавме, ниту ќе имавме пржински договор, туку овде ќе си функционираат институциите и диалогот ќе се водеше во нив. Ние под политички диалог што подразбираме? Седење на четворица плюс двајца посредници и тоа да се случува во клубот на пратеници. Тоа значи дека диалогот во Македонија всушност никаде и не постои. Тоа е само процентуално изразен, согласно рамковен договор и постои секогаш биполарност, која ги погазува демократските вредности, односно граѓанските вредности. Таа е биполарност партиска и меѓу ентитети. Всушност, целата оваа криза е производ на долгогодишно погрешно менаџирање на политичкиот дискурс во Македонија. Ама ако сега одиме во многу теории, повторно ќе ја промашиме темата. Нема да можеме да одиме, ќе одиме на следен гостин, бидејќи на вистина сме веќе пред крај. Неопходно е да се прават мултиетнички коалиции, мултипартиски коалиции, ако сакате и коалиции ориентирани кон специфични таргет групи. Извинете што ве подолго. Георгиевски. Значи, јас ќе го кажам на самиот почеток. Јас навистина искрено жалам што изборниот систем не ги охрабрува и не овозможува сите политички амбиции, сите политички опции сами да се искажат и да се покажат на едни слободни и фер избори преку моделот што го спомнувавме, Македонија е една изборна единица. Значи, во секое нормално општество тука имаме
председателката на Зелената партија, во која европска држава вие немате зелена партија која самостојна не учествува на избори и си има пратеници сегде, така? Значи, зошто системот на Македонија сега да речеме да ја спречува или да ја тера Зелената партија да оди со некој кој можеби идеолошки не се ни оддалеку блиски. Значи, ние сега како политички партии сме натерани на некој начин од самата, нели, од самиот модел дека да размислуваме дали ќе правиме некакви коалиции за да можеме да учествуваме да одиме понатаму. Не знам, во овој момент можеме да кажем дека сите опции се отворени, нели? Ние практично на крај краишта ќе мораме да размислуваме според нашите интереси до, нели, во наредните 2-3 месеци. Меѓутоа, за да размислуваме, прво главната опозициона партија што поскоро треба да самата да реши. Ќе оди на избори, нема да оди за да знаеме понатаму како да ги носиме одлуките, нели, како да се однесуваме. Вие на 24-ти ќе одите на избори. Не знам дали се изјаснивте овој. Не знам, не, прво ќе чекаме многу коалициони партнери, цврсти коалициони партнери на СДСМ они да се изјаснат прво па после, затоа што ќе ве потсетам на 20-ти, кога беше пред последните избори со Црвенковски, кога беше овој бойкотот, ќе ве потсетам дека исто имаше, нели, опција да се бойкотираат изборите, па многу и председатели од СДСМ се откажа и многу коалициони партнери се откажа, така што еве им даваме фора прво на поголемите сојузници на СДСМ, тие да ги донесат завршните ставови, па ние отпосле ќе размислуваме во таа насока. Коалициите, Сосема Кусо, ако може да Сосем Кусо нема поубаво од самостоен политички настап, каде што одиш со своја платформа, своја програма и знаеш за што се бориш и што ветуваш. И затоа беше борбата за една изборна единица. Ние така и тргнавме во подготовка, дом се спрема за самостоен настап на 7 февруари, еве, јавно кажувам, покана, ќе ја промовираме изборната програма, зашто независно како ќе настапуваме, ние мора да одиме со своја програма. Имаме штаб, работат луѓето и се спремаме за самостоен настап. Од тоа би се откажале само во случај да се процени дека е потребно тоа во интерес на демократските процеси во Македонија. Инаку, меѓуетнички коалиции за мене не се ништо различно од меѓупартиски коалиции, не правам никаква разлика дали е некој од различно етничко потекло или различна идеологија, секој си има некоја своја боја и некој свој интерес представува на група граѓани, поради тоа е формирано како партија. Така што тоа не е проблем, не е спорно ништо, ако биде потребно, ќе го правиме она што е во интерес на Македонија, но од срце би посакала да можеме да одиме самостојно. Имаме време само уште за едно прашање. Има ли некој што навистина би сакал да постави прашање? Овде имам пријавено уште неколку, но да видам. Ајде, повеле. Ке имаме по 2 минути за одговор на ова прашање, при крај на емисија. Моето прашање е до сите гости. Сметате ли дека опозицијата во преговорите со Пржина требаше да го вметне и пописот како услов за предвремени избори и дали со преговорите во Пржина меѓународниот фактор на мала врата се обидува да го заврши спорот со името со Република Грција? Значи, одговорот на ова прашање ќе биде и вашето завршно говорење во оваа емисија. Би можеле уште еден сегмент да вметнеме внатре како после 25 години конечно Македонија да прифати некои механизми кои што ќе ја овозможат понатаму горливите политички прашања политичарите да ги решаваат сами без меѓународно посредништво. Навистина сериозни прашања, но ве молам за сосема концизен одговор. Лиле, почнуваме од вас. На Македонија и треба демократизација. И тоа е клучното нешто. Без демократија нема напредок, нема ни економски развој, ни било каков напредок за државата. И тоа е она прво што ни е сега битно. Во демократски услови многу проблеми ќе можат да се разрешат на еден нормален начин, институционално, со користејќи го капацитетот на огромното мнозинство луѓе кои што ги има во Македонија. Македонија има капацитети, има потенцијали. Во недемократски доволно услови не се исползувани сите тие капацитети и нема нормален тек на процесите и нормален тек на искажување на мислите. Добро ќе беше да имавме попис, меѓутоа во моментов немаме можност во овие месеци, 2-3, тоа да го направиме и затоа на тоа не размислувам. Дали во ова е влезено и прашањето за спорот со името, веројатно е влезено. Немам информации, меѓутоа веројатно е.
Вие што мислите? Првото барање, значи во 7 точки што ги дадовме во нашата платформа, Либералната партија, првата точка и беше спроведување попис. И тоа не само од тековни политички причини. Туку пред се за да знаеме како да ја проектираме собствената сегашност и иднина. Многу решенија и во устав и во се базирани на попис, на статистика. Но таа е особено потребна за економија. Верувате, гледате вечер, никој не зборуваше за економија. А таа најмногу трпи. Втор дел. Во делот дали е прашањето за името дел од ова. Значи прашањето за името, решавањето на спорот, очигледно и од бомби и од се слушна дека да, и тоа како се било цело време во игра. И немојте да затвараме очи дека тоа прашање ќе се тргне на страна. Всушност, овие избори треба да проектираат кои политички чинители ќе презимаат одговорност. Не велам какво ќе биде решението, туку ќе презимаат одговорност. Затоа што, подсетувам, решавањето на спорот е поврзано со нашите интеграции, а на крајот, знаете, токму од западно мислам дека е таа дефиниција дека кризата е секогаш нуди решенија. Сега ќе оваа криза веројатно произведе да се соочиме со дисфункционалностите во општеството, во политичкото живење, во економијата, па и во нашата меѓународна политика. И тука ќе биде потребно да се бараат решенија, односно ќе се бараат луѓе кои и групации, политики и слично, кои што ќе бидат подготвени да произведат решение. Начинот на неговата верификација натаму, сега во моментов не гледам смисла да го обсервирам. Георгиевска. Бидејќи со овие последните 2 минути кои што кажавте, ќе се обидам да дадам една завршна импресија од Пражинскиот договор. Значи, имав впечаток дека во последната недела опозицијата како да се постави во улога на жртва на меѓународната заедница, што сметаме на недозволива, практично малку мазохистичка, губитничка позиција на СДСМ. Јас апсолутно, според тоа што го анализирам од усвајањето на меѓународната заедница од самиот почеток на кризата, дека таа направи се за да им помогне на СДСМ и не знам зошто потреба од оваа демонстрација на тој мазохизам во последната недела, па овие напади према Хан, према останатите амбасадори. Ако погледнеме Пражинскиот договор, ќе видиме дека таму се е против актуелната власт. Се. Од СДСМ се бара само 2 работи. Да влезе во парламентот и да престане со имитирањето на бомбите. Тоа го направи. Значи, тоа го направи. Меѓутоа, сето друго што беше ставено на списокот беше вклучително и оваа подршка што перманентно и се дава на специјалната обвинител Катица Јаневска. И не знам зошто сето тоа СДСМ не сака да го претвори во една еуфорија на победа, туку прави од тоа еуфорија на мазохизам. Едноставно сметам дека таму има една екипа на лоши советници кои во непотребен правец ја водат политичката партија. А инаку, она што е главното и што произлегува од прашањето и што за мене е големо жалење, мене ми е што жал што нигде во Пражинскиот договор, па ниту индиректно излезе, дека учесниците во Пражинскиот договор имаат обврска после завршувањето на кризата да седнат и да го завршат најголемиот проблем на Македонија и Македонија да ја внесат во НАТО и да ја внесат во Европската унија. И тоа е можеби најголемата трагедија на оваа криза што ни се случи во последната година и што покрај една ваква толку тешка криза и после една цела ваква ситуација која ја гледаме, ние ќе завршиме со некакви демократски избори, ќе завршиме со некакво ново формирање на влада и ќе влеземе во нови 4 години во кои повторно нема да знаеме ќе одиме или напред кон евроатлантската интеграција. Едноставно, главното прашање го нема. И тука е, мислам, главната вина на меѓународната заедница што тоа прашање не им го испорача и на двете страни во самиот почеток и тоа мораше да се најде во некој договори. Лјупчо Георгиевски, Лилјана Поповски, Иван Величковски, јас сум убедена дека ќе се најдеме повторно во ова студио, можеби не во овој состав, меѓутоа секој од вас сигурно ќе има можност повторно да дебатира со граѓаните. Вечерва тоа беа нивните прашања до вас. Ви благодарам на учеството. Поштовани граѓани, ви благодарам и вам за учеството во вечерашната дебатна емисија Отворено. Следната е следниот понеделник. До тогаш вие следете на профилите на Отворено на социјалните мрежи Facebook и Twitter, поставувате прашања, предлагајте теми. Пријатно.